Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Веројатно нема политичар не само на Балканот, туку во Европа, кој има таква колоритна политичка кариера. Во само 15 години од телохранител и од тие најноски структури на бугарското општество, Бојко Борисов стана премиер на Бугарија, победува на сите избори последните 7 или 8 години, кога е главен секретар на бугарското МВР, има повеќе од 140 неразјаснити убиства по софиските улици, има 2 или 3 сериозни обиди и закани за негов атентат. Со еден збор, Бојко Борисов е контраверза сам за себе. Ние дојавме тука во Софија да снимиме интервју со господинот Бојко Борисов. Уживајте во наредните 50 минути. Како се со здравјето, господине Бојко Борисов? Добре, да се надјаваме, че и вие сте добре. Бидејќи пред 6 месеци 2 пати завршивте на кардиологија, прв пат бугарите ве видоа немоќен. Човекот кој градеше кариера на Супермен, прв пат го видоа немоќен. Има такива моменти во живота во кои малку крвното да се дига од напрежението, но сега веќе си спортувам редовно, даже и фудбал играе во Б група, неколку мачи имам веќе. Добро, кога играте фудбал, кој има поише шанси Бугарија да биде европски првак или светски првак во фудбал, или вие да се вратите да бидете пак премиер на Бугарија? Второто е с многу поголеми шанси. Се плашите ли за вашиот живот? Аз кога се плашил, още като бех главен секретар в МВР, тогава да съм се плашил сега. Нема за кога да се плашим. Се плашите ли за вашиот живот, бидејќи има многу шпекулации тука во Софија за атентати нарачени врз Бојко Борисов? Вие пред едно 4 или 5 месеци најавивте на собраниската говорница дека 2009 година Ахмед Доган или структури околу Ахмед Доган нарачале атентат врз вас. Точно ли е тоа? Значи, аз не си измислям. Това е официално подадено писмено од чужда разузнавателна централа, да ни казвам името, потврдено од нашиот шеф на разузнаването, че е получил, и то многу брза реакција тогава се имали службите, че се готви подобен атентат. Това е описано в официјален документ на разузнавателна централа на наша соседна држава. Чи која е доставила до вашата разузнавачка агенција? Което е дадено на нашата разузнавателна агенција. И зошто би имал Ахмед Доган интерес да направи атентат врз Бојко Борисов? 2009 година, нели се информацијата дека за 2009 година става збор, тогаш бевте премиер. Не ми се коментира интереса на којто и да било, аз коментирам само факти. А това е безспорен факт. Има официјален документ. И аз го коментирах, че така не се прави. Кога се читат медиумите во Бугарија, посебно пишените медиуми, таму се наоѓа многу работи и многу информации за Бојко Борисов. Значи, кога веќе говориме на тема атентати и дали Бојко Борисов се плаши за својот живот, имаше неколку написи, па дури 2010 година тога заменик јавниот обвинител Најденов, Бојко Најденов, имаше одредени изјави во печатот дека се подготвува атентат врз вас. Тоа било и 2002, дека било и 2009-2010 од Сретен Јоцич или кралот на кокаинот Јоц Амстердам. Тоа е прашувам бидејќи се врзат многу такви приказни околу вас. Вижте, българският народ ме избира до сега вече 9-10 поредни избори. На първо място в България, защото бях добър полицай. Когато дойдоха информации, че на територията на България има човек с сменени имена, който вероятно е това лице, службите проведоха необходимите мероприятия, издириха го, задържаха го. Холандците изпратиха военен самолет и с военен самолет го изпратихме в Холандия, където да си излежи присъдата. От тук нататък повече не коментирам. Ние сме си свършили перфектно полицейската работа. Сретен Јоцич или Јоц Амстердам и денес важи за крал на кокаинот на Балканите. До 2002 година тој се криеше тука во Софија. 2002 година беше уапсен од Бојко Борисов, кој тогаш беше главен инспектор или главен секретар на бугарското МВР. И тука во Софија постојат многу приказни кои велат дека Бојко Борисов од тие 3 години, од 99 година, кој Јоц Амстердам го напушта Белград и доаѓа и се крие тука во Софија, се во блиски пријателски односи. Бојко Борисов тоа го негира, меѓутоа бугарските медиуми вадат на површина многу пикантерии од таа
заедничка соработка на ЈОЦ Амстердам и на Бојко Борисов и едно од тие пикантерии дека тука во Софија ЈОЦ Амстердам бил криен во бугарското разузнавање од Николај Гигов, кој е главниот шеф на таа недозволена трговија со оружје на територијата на Балканот и на територијата на Бугарија, и од господинот Бојко Борисов. Дали Бојко Борисов на крај под присила на американците на европските држави го предава својот пријател ЈОЦ Амстердам и дали ЈОЦ Амстердам 2002, 2003 и 2010 година се заканува со убиство на Бојко Борисов, бидејќи на некој начин е предаден од својот довчерашен пријател. Зошто тие шпекулации кои постојано врзуваат со Сретан Јоцич, кој вие го апсите во Софија, има две крајности, вие го апсите, а српската полиција например не успева да го апси. Сретан Јоцич или ЈОЦ Амстердам го испраќате во Холандија, осуден е на 15 години. 2009 година, ако не се лажам, дури собраниска комисија беше формирана. Велат се, ако не сте премиер, веројатно ќе треба да учествувате во работата на таа собраниска или да бидете испрашан на таа собраниска комисија за вашите врски со ЈОЦ Амстердам. Аз не го познавам. Велат дека сте го криеле тука во Софија. Как ќе го криеме, ќе го заладиме и ќе го од 99 од 2002. Нека вие това се абсолютни лъжи. Действително, когато холандските прокурори дојдоха и казаха, че тој од околу 4 години е в Българија. Факт е, че на 4 или 5 месец, когато аз поех на главен секретар, ние го задржахме. И то не аз, службите. Господин Бојко, имате ли логично објаснување зошто сите тие шпекулации се врзуваат за вас? Ами, защото няма с кој друго да ни атакуваат политички. Меѓутоа нема таков премиер поранешен, не само на Балканите, туку и во Европа, кој такви контраверзи врзува за себе, како што врзувате вие. Действително няма, защото успехите и това, което ние направихме много. И няма с кој ни атакува друго. Имате ли некои најави или имате ли информации од разузнавачките служби дека можеби ЈОЦ Амстердам после апсењето? Не искам да го коментирам повеќе. Ако почетокот на интервјуто или на емисијата е така бомбастично, може да претпоставите како ќе биде во вториот дел на емисијата. Не го минувајте каналот, за неколку минути се враќаме, погледнете ги прво рекламите. Во периодот на 90-тите години Бугарија беше позната како држава со која владеат неколку крупни криминални групировки. Едно од тие групировки е групировката СИК, која беше главна во таа трговија со наркотици, со бело робје и со одредени други недозволени активности, врташе милиарди на левови од таа недозволена трговија во текот на една година. И името на Бојко Борисов многу често се врзуваше за таа групировка или со лидерот на таа групировка Пашата. Од друга страна, Бојко Борисов се врзуваше или неговото име се врзуваше и со Алексеј Петров, со кого во младоста заедно тренирале карате, му бил тренер, меѓутоа имат формирано и заедничка фирма. Подосна Алексеј Петров беше главен официр или главен агент на Државната агенција за национална сигурност и на крајот на денот. После тоа станува глава на бугарската мафија и уопсен во времето на Бојко Борисов. Меѓутоа сите тие приказни за наводни врски на Бојко Борисов со бугарската мафија трајат изминатите 15 до 20 години. Што од сето тоа е точно? Пред 8 години имавме интервју, тоа беше 2005 година, тоа бевте главен секретар на МВР, ве прашав дали сте човекот кој ја поразил бугарската мафија. Сега откако паднавте од власт, би ве прашал дали бугарската мафија успеа да го порази Бојко Борисов. Не. Единственото което не успяхме да направим е цената на тока. Просто цената на тока по естествен начин се повишава. Зелени енергии, повишаване на суровините, чужестранните инвестиции, които се направиха в топлоелектрическите централи, а хората искат да им се намалява цената, което няма как да стане. И затова подавах оставка. Еве 9 месеци по софиските улици, претходно и по бугарските улици, меѓутоа сега најмногу по софиските улици, гледаме народ на улици. Народ кој протестира. Протестира и против вас, и дадовте оставка, падна крв на Орлов мост, протестира сега и против владата на Орешарски. Што се случува во Бугарија? За нас протестираха 1000 души за цената на ток. И понеже ние нямаше как да ги лъжеме, и никога не сме лъгали българския народ, затова подавах оставка. А сега протестират заради морала, протестират заради това, че първата политическа сила не е на власт. За първи път в историята на България една партия за втори път печели парламентарни избори, а в същото време остава в опозиция. Кобе, тие големи протести против вас,
Тоа беше еден конгломерат, еден композит на структури кои се доста чудни. Например, имаше многу пари во тие протести фрлено. Значи се гледаше дека има многу пари. На тие протести се гледа луѓе блиски до Алексеј Петров. Имаше хулигани од фудбалските екипи. Значи имаше интерес на одредена олигархија, можеби странска олигархија, која имаше голем интерес да ги има под контрола и нуклеарките во Бугарија, и оние траси за газ, и траси за нафта и така натаму. Разбира се, ние многу интереси на практика нарушихме. Милиарди са се крали од јадрената енергетика. Ние го спряхме този проект. Спряхме Бургас Александрополос. Дадохме на концесија проучването и добив на газ и нефт в Черно море на најголемиот европейски консорциум, изграден од ОМВ, Тотал и Рапсол. Австријци, французи и испанци. Премахнахме посредниците за доставка на газ. По 200 милиона на година губят од това. Директно и намалих цената на газа с 20%. Па тогаш не треба да се чудите зашо ве симна од власт. Как да не се чуда? Тие луѓе имаат интерес да ве симнат од власт. Разбира се. 4 години Јосич живее в Българија необуспокојавано, ние го арестуваме и го екстрадираме. Какво да кажа повеќе? И не само него. Толкова многу криминални босове, кои са си получили присъда, не од Българија, од Холандија, од Србија. 144 убиства во ваше време кога сте главен секретар на МВР има по софиските улици. Да, защото ние работехме по всички. Представете си каква престъпност е имало до тогава. Како Чикаго во оние златни времиња. Точно така. Толку убиства имаше по софиските улици кога вие сте главен секретар. Така, но когато останах премиер, имаше само едно за 4 години. Мислите ги степавте дека бевте главен? Не, вече когато станах премиер, имахме и политическа отговорност, политическа роля, држахме здраво државата, службите работеха добре и бяха задржани многу групи. Магистрални грабежи, нито един. Преди да стана премиер, не смееха турците, гастарбайтерите да минат през България. Един магистрален грабеж нема след престрелката, която проведохме с магистралните грабежаджи, един беше убит. Нито един след това за 4 години. Само едно убийство за 4 години поръчково. Но заловихме килерите едно, две, наглите, огромни групи за отвличанията. Всеки месец имаше отвличани в България. За 4 години нито едно, след като задържахме наглите. И добро, ако има 144 убийства, и то на крупни глави од подземјето. Как са се съзнали за предишните 20 години? Од криминалот. Това е въпрос. Крупни глави од бизнисот. Тоаш можете да предпоставите колку од нив или луѓето кои се блиски до нив би сакале да ја видат вашата глава на тацна. Със сигурност. Тогаш зашто паднавте од власт? Заради цената на тока. Бидејќи знаете кој човек. Ние пак не сме паднали. Кој човек гледа. Вие на пример во декември минатата година бевте прв лидер од Европа кој беше на официјална средба со Барак Обама после неговиот втор мандат и избора за втор мандат за председател на Америка. И тук одговарям на въпроса на тези, които говорят за криминалните структури. Дали за 4-те години, когато съм бил премиер, 3 пъти в България са идвали 3 последователни директори на ЦРУ. Момент сам. Леон Панета, Патреас и Джон Бренан. Да. Директор на ФБР за 2 дни на гости, Мулър. Директор на Secret Service, Саливан, за 2 дни. И велат ви се љути сега за оној атентат што се случува на авиопристаништето во Бургас, кога загинуват голема група на израелски туристи. Дека израелската држава и американската политика се љути на Бојко Борисов дека не го спречил тој атентат на аеродромот во Бургас. Напротив. И дека на таа средба, тоа пишуваат нели бугарските медиуми дека всушност се ги нарушуваат односите со Русија поради тие огромни печалби и профити од нафтениот бизнис, од нуклеарките, а дека ги имате влошено односите правенствено со Израел после тие атентати и тоа големо крваво масакрирање на 6 на 7 израелски туристи и български добар тука во Бугарија, и дека еден од разговорите на таа средба со Обама бил токму тој. Прво президент Обама, не само, аз имам няколко срещи с него. И с Джон Кери, и с цялата му администрация. 500 гвардейци ме посрещнаха
в Съединените щати и отдадоха почест. Хилари Клинтон беше в София. Не ви се љути? Напротив. Евреите владеат со светот. Биби Натањахо и до ден днешен не минава месец да ми се обади да ме пита как сум со здраве. Добро, ако тие Исклучителен пријател на Българија. Ако Нетањахо ви е пријател, ако Обама ви е пријател, ако на дневна линија имате најмокната жена во Европа Ангела Меркел и не може да составите влада, тогаш јас можам да заклучам дека не знаете руски и не можете со Путин да комуницирате. Напротив, и с Путин сме в отлични отношения. Защото аз винаги съм отстоявал интересите на държавата. И съм му казал, когато мога да направя договор директно за доставка на газ, защо са ми 3 посредници? Ти би ли ги допуснал? Не. Била дека така. Когато АЕЦ Белене ще струва 22-3 милиарда, които държавата ги няма и ще задължиме поколения наред да ги плащат, а и няма откъде да ги вземе. Как да построим? Затова му казах, ще вземем единия реактор, ще го сложим в Козлодуй и ще имаме 5, 6 и 7 реактор. Господине Бојко, дека всушност е жртва на тие големи игри. Не. Велам жртва Не. како пример на тие големи игри, бидејќи Белане чини сигурно над 1 милиарда евра, само градбата на Белане. Еден или два крака на нафтоводи треба да поминуваат низ Бугарија. Едниот, нели велите го сопривте Бургас, Александрополос, Набуко не може да профункционира поради тие случувања на територијата на Иран. Русите се заинтересирани тој Јужен поток да поминува, вие правите одредени проблеми во тој дел. И веројатно тука во таа игра балансирајќи, сакајќи да сте Тито во ново време, да балансирате малце со американците, малце со русите, вие всушност не избалансиравте добро. Не, напротив. С Южен поток ние 100% го подкрепяме и сме извършили абсолютно всичко необходимо да работи Южен поток. Така че както сме спрели Бургас Александрополос, казали сме единия реактор от Белене ще отиде в Козлодуй и 100% имат подкрепа за Южен поток. И се јавија ли американците за Южен поток да ви рече дека не треба да се гради во Бугарија? Не. Имаше такви сигнали. И до македонската влада имаше такъв такви сигнал сигнали. до нас не идва. Лют ли е Путин на последната средба? Бугарскиот печат пишуваше дека таа средба била доста студена, доста ладна. Точно обратното. Точно обратното. Точно обратното. И като му подарих кучето, до ден днешен кучето живее от неговата къща. Моје пръв любимец се снима в интернет с него. Значи кучето по-добро помина. Да. Така че цената на тока ни се бори нас. И то аз дадох оставка, защото оставаха 2 месеца до изборите. Нямаше смисъл да се конфронтирам с тези групи, които вече цялата държава говореше за изборите. Колку пари? Но аз съм благодарен Колку пари на потрошија българския народ. за да ве струшат од власт? Че това не знам. Но искам само да гледаме фактите. Ние отново победихме на тези парламентарни избори. Отново сме първа политическа сила. Така съм благодарен на народа. Пак ни сложи на първо място. Добро. Отчел е всичко това и сме на първо място. Добро, господине Бојко. Имате ли логично објаснување? Вие победувате на изборите. Има само 4 партии во парламентот, што се нема досега случено во бугарската историја. БСП или поранешните социјалисти, ДПС или партијата на турците и Атака. Јавна тајна е тука во Софија дека ДПС има многу блиски односи со бугарските тајни служби. Значи сега не треба, вие сте човек кој Няма тајни, да. Нема тајни, значи имат многу блиски. И Атака е формирана да земи дел од вашите гласови, десни гласови. Абсолютно верно. И сега тие две служби, тие две структури, тие две партии, кои припаѓаат едната на десниот блок, не прави коалиција со вас, турците ни подразно не сака да прават коалиција со вас, вие ги печалите изборите и успеват службите со Станишев, со целата таа една номенклатура комунистичка, да направи одредена коалиција, без глава, без опашка, иако вие победевте на изборите, да ве маргинализират и да ве симат од премиерската функција. Мокни ли се тие структури се уште толку многу во Бугарија да може да прават такви гешефти? Мощни са, защото са се претрансформирали във времето червените пари в зелени пари. Сега, значи, се зелени. Сега са в зелените долари, дали? Това имам предвид. Ама овој доган со турците не е добар, тој ве се некои руски турци, така мене ми личи. Ко некоја нова нација да е направена тука на Бугарија. Тој нема добро односи со Ердоган, а најголем турчин на Балканот глуми. Да, ами вижте, проевроатлантическата политика на ГЕРБ дразнеше много хора. Защото
Аз пак искам да се върна. Когато се разболях, понеже започнах да интервюто, първият, който се обади, беше Барак Обама, ме пита как се. Джон Кери след това. Канцлера Меркел, президента Барозо, президента Рампой. Това е достатъчно определение. И когато някой говори за криминални структури или нарочно, защото как се правят компромати? Знаете ли от КГБ? Търси се най-силното качество на един човек и почваш да биеш по него. Ако е добър полицай, трябва да го изкараш криминал. Ако е добър политик, трябва да го марганализираш. Ако е добър доктор, трябва да му извадиш, че са умрели деца, докато ги е лекувал. Това са комунистите. Те са царе на компромат. И понеже имат медии и целенасочено това правят. Стоят ли тия стари структури Дали... КГБ заднив? Стоят тези кадри, които са завършили там. Те са на по 50-60 години сега. В разцвета на силите си и много бързо се ориентират, влизат в политическите партии задкулисно и им помагат. Всички тези неща са измислени от тях. И ги прилагат. Знаете, вашиот пријател, поранешен пријател, веројатно еден од најпопуларните бугари, Слави Трифунов, и песна напиша за вас. Како вели, си легнува како милицаец, како милиционер, а се буди како милионер. Слави Трифунов не ме интересува. Той искаше да строи в една градинка в София, аз като кметно забраних и от тогава започна да пише текст. Добър вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Или чакате да дойдат поредните спасители? Колко пъти се повтаря старата история, изхвърляме единия, прегръщаме втория? Някой знае ли как един милиционер внезапно събужда се милионер? И нали уж са нови, а пак са си същите, правят се на шефове, гледат мрачно, мръщат се и изведнъж става ясно, че са пълни с имоти. И изведнъж става ясно, че са пълни идиоти. И какво да ги правим сега тия кавали, щом така или иначе вече сме ги избрали? Не ви ли омръзна да ви лъжат на дребно? Не ви ли омръзна да живеете бедно? До кога ще си траем, вече става банално? Толкова ли е трудно да живеем нормално? Пак ще живееш в лъжа. Нема такава държава. Пак ще търпиш и до кога. Нема такава държава. Няма смисъл от това. И последната илюзия умря. В тая страна на власт е глупостта. Абе, нема такава държава. Добро, еден ден си легнате ли како милиционер, а другиот се разбудив како милионер? Богат Това са човек ли е измишльоти. Бойко Борисов? Точно сега бяха и данъчните ми направиха ревизии. Това, което съм си имал една къща банки, си го имам до ден днешен. И там си умра. А тези да им тежи на съвестта това, което говорят. И Господ гледаш ги накаже. Бидејќи, знаете, еден период, некаде септември 91 година, кога вие го напуштате МВР, бугарското МВР, и кога се враќате септември 2001 година, тоа се 10 години. Вие во тој период од 10 години се бавите со бизнис. Повторно, нели, цитирам делови од бугарскиот печат, вела дека во тој период кога вие се бавите со бизнис, имате многу фирми, јавни или тајни, со делови од бугарското козе, со Алексеј Петров, дека сте имале фирма која е формирана со Алексеј Петров. Да, скоро имаше едни македонци тука, каратисти бивши. Даже имаме снимки с тях. Алексеј Петров им беше състезател. Аз бях национален треньор. Ние сме ходили заедно на състезания в Скопje. С Вардар, с Назим Куртович, с всичките тези. А сте имали ли заедничка фирма? И направихме тогава обща фирма, която да се занимава с Карате федерация. След като стана главен. И тази фирма изобщо не е работила. Той ми беше състезател. Той по това време беше най-добрата барета в нашите червени барети в тогавашното МВР. Обясниме за кое да съжалявам и кое да отричам. За да обясниме за нашите гледачи, Алексеј Петров е поранешен офицер на ДАНС или Државната агенција за национална сигурност, а во ваше време апсен како глава на бугарската мафија. Мислам, отприлика тоа е приказната. Сега луѓето кои нели не ве сакаат многу, велат за каква честност говориме кај Бојко Борисов, кога со Алексеј Петров биле вака, после 91 година имале заедничка фирма. Ще дам пример. Аз сега не знам, примерно, Назим Куртович какво прави. Не знам. Но ако се върнем 15 години назад
и кажеш, ама тој бил в Българија. Тренирали сте заедно, провеждали сте тренинзи, състезания, курсове, значи сте така. Да, тогава сме били така. Но сега какво прави? Аз не знам. Не дай Боже, ако направи престъпление, аз да кажа Назим не ми е бил приятел тогава, или Назим Куртович не е бил състезател, или сме състезали заедно. Стоеше ли Алексей Петров по тия протести за ваше рушење од премиерската функција пред 7-8 месеци? Не мога да твърдя. Аз говоря само факти. Негови луѓе се гледаа во протестите. Като направиш интервю с него, мога да го питаш. Надвор од високата политика на судир меѓу русите и американците, како лајт мотив за рушење на владата на Бојко Борисов, сегашните власти во Софија и во Бугарија сака да го прикажат Бојко Борисов како бонвиван кој трошел милиони левови на бугарски пејачки додека бугарите живееле во беда. Денес Бојко Борисов стенка под аферата Авиотрет 28 за потрошени 3 милиони левови или некаде околу 1,5 милиони евра за користење на владиниот авион за носење на бугарските пејачки, како преслава и останатите фолк дами од Бугарија во Варна, на Рилскиот езер и на други мондени места во Бугарија на сметка на буџетот на државата. На крај може преслава и евродепутат или европратеник ќе направеа ако останеше ГЕРБ и Бојко Борисов на власт уште некој месец? Не, вижте, тези подхвати са явно запазена марка на нашите опоненти од бившите комунисти. Што ќе прави бугарската влада со Бојко Борисов? Има ли шанси да го апси, бидејќи? Не. Към момента за Бојко Борисов няма извадени обвинения, че извършил незаконни действия. Втората афера ја тварат лидерот на Атака Волен Сидеров и шефот на бугарската мафија Алексей Петров, кои тврдат и велат дека со владиниот авион Бојко Борисов додека бил власт во Бугарија префрлал свој пари на свој офшор сметки во Либан. Втората афера за одредени пари кои се префрлат со владините авиони по одредени либански банки преку офшор компании. Еден од политичарите кои се сега на некој начин придружни членови на таа владина коалиција, председателот на Атака вели дека со владиниот авион се носени пари во Либан на одредени офшор сметки и дека Бојко Борисов многу пари, бугарски пари, префрлил на офшор сметки во либанските банки со владин авион. Вижте, това са лъжи и спекулации, които се хвърлят в общественото пространство без абсолютно никакво покритие. Няма никакви доказателства за това, особено пък от устата на тази личност, за която споменахте, от Атака са абсолютно неправдоподобни. Така че нямам намерение въобще да ги коментирам. Има ли певицата Преслава членска книжка или партийска книжка во ГЕРБ? Аз не я познавам, не знам, нямам представа. Не знам. Значи вие не сте били во тие авиони? Не, никога не съм се качвал на такива самолети. Преслава? Не. Кога еден човек во својата кариера прво бил телохранител на големиот комунистички лидер Тодор Живков, а во втор период на својата кариера бил телохранител на булгарскиот цар Симеон Саксобурготски, тогаш веројатно тој човек врза за себе големи познатства, големи врски, големи контакти со подземјето, со тајните служби или со таа европска политика. Клучното прашање кој тука во Софија се постава, дали во времето кога Бојко Борисов е телохранител на големиот бугарски комунистички лидер Тодор Живков, значи пред крајот на животот на Тодор Живков на тацта на Бојко Борисов му ги има ставено сите контакти со бугарските тајни служби. И во текот на таа цела негова кариера, која трае некаде 15 до 20 години, се до пред неколку месеци, дали бугарските тајни служби, кои Тодор Живков во аманет му ги оставил наводно на Бојко Борисов, работеле во интерес на Бојко Борисов? Дали денес бугарските служби го пуштаат низ вода Бојко Борисов? Бевте
телохранител на Тодор Живков. Тоа е една пикантност од вашата кариера. Но тука за вашите зрители, многу важен скоба. 93-та година, след като е затворник. И тој е клиент на мојата фирма охранителна тогава. ИПОН. ИПОН. И това е од каратето од чиста победа, знаеш. ИПОН. До преди 92-3 година, аз не съм го познал дори Тодор Живков. Така че много са важни те, то не е пикантно. Когато беше под домашен арест, аз охранявах къщата му и го водех в затвора, когато го търсеха на разпит. След това беше цара. Аз съм охранявал много. Тогава политически Ришков идва, кой ли не? Лица Нур. На бившия взривен на Ливан премиер стария Харири. Като частна фирма. Зашто? Така че аз имам богата кариера, имам богата автобиография. И ако вадиш отделни пунктове от нея, а това го правят целенасочено, става пикантно. Иначе няма нищо пикантно. Знаете, господине Бойко, зашто ја прашам? Знаете, па дури ни на Балканите не е нормално или не е честа појава човек од телохранител или доле од оние пониски класи на општеството за еден таков краток период да стане премиер на Бугарија. То стана лесно. И кога тоа се случува, тогаш луѓето почнуваат да анализираат зашто станало тоа. Една од тие анализи е дека можеби Бојко бил доволно паметен и во тие контакти со Тодор Живков успел Тодор Живков да ги добие контактите, комуникациите и врските со бугарските тајни служби. И дека 15 или 20 години бугарските служби инвестираат во вас, се до пред 8 месеци кој проценува дека не сте им потребни. Мислам, со бидом да изнијансираме сепак една кариера колоритна, со многу убиства, со многу криминал, со многу конспирации и така натаму. Значи имам толкова истории с Тодор Живков да разкажа, но аз съм бил професионалист тогава и не ми е работа да го казвам. Но ако Тодор Живков е бил тогава силен, когато съм се запознал с него, точно тея тайни служби са го вкарали в затвора и под домашен арест. Така че няма кои контакти да ми даде. След това, като дойде царя, той ми избра, защото бях най-добрата охранителна фирма, най-добрият професионалист. Царя ми избра. Там нататък, като стане главен секретар, аз съм минал до сега на 10 избора. Преки. И на 10-те българския народ ме е посочил на първо място. И сега ве става на последните анкети на Галуп на 10-то место. Човекот кој беше убедливо најпопуларен политичар во Бугарија. Защо им вярвате на тези анкети? Добро, сега во нешто мора да веруваме. Ако велите не верувате за Сретен Јосич, не верувате за Тодор Живков, не верувате за убиствата, не верувате за Путин, не верувате на анкетите, мора на нешто да веруваме. Верувате на изборите. Па добро. По-честно и по-добра социологија од изборите няма. Пред изборите тие исти анкети покажува ваша предност. Од 2 до 4%. И ние застанахме на на прво място. Сега покажуваат ваш заостаток во однос на БСП. Вела дека сте на 10-то место, зборам за Галуп, анкетата која е пред 2 недели. А која е Галуп? На Андреј Рајчев и Кънчо Стојчев. Двамата анализатори на социјалисти. Дури и градоначалникот, односно кметот на Софија кој од вашата партија, Фандакова, е популарна од вас. Ви спремат ли можеби смена во ГЕРБ? Ви спремат ли можеби смена и на политичката позиција, кој веќе ви спрема, да речеме, на премиерската функција? Не се притесняйте. Имате ли контрола? Пълен. И всичко направено хората го оценяват. А на такива лъжи най-добре времето отговаря. Дали Бојко Борисов се плаши за својот живот? Ако човекот има таква политичка кариера, ако во својата полициска и политичка кариера има толку истркалени глави кои се гледат зад него кога се сврти наназад, повеќе од 140 неразјаснети убиства во софиските улици или по софиските улици во времето кога Бојко Борисов е прв човек на бугарското МВР или главен секретар на бугарското МВР, ако има толку бизниси кои ги има стопирано или толку пари кои ги има на некој начин спречено да ги земат големите тајкуни, големите олигарси, тогаш има една огромна маса или
армија на луѓе кои сакаат да го видат Бојко Борисов мртов или кои сакаат да го видат Бојко Борисов со тацна или со главата на тацна ставена пред нив. Дали Бојко Борисов се плаши за својот живот? Ние снимаме тука во административната зграда на НДК, тоа е веројатно една од најголемите згради во центарот на Софија. Неговите канцелари се наоѓаат на 17-тиот спрат. Поминавме без малку еден детален преглед пред да влеземе да снимаме интервју со господинот Бојко Борисов. На крајот дури бевме прегледувани со посебни или најнови уреди кои ги користи израелската полиција и МОСАД за да ни испита дали во нас носиме ладно оружје, бомби или останато огнено оружје, и дури потоа со исклучени мобилни телефони отидовме на интервју со господинот Бојко Борисов и тука се поставува прашањето: зошто е таквата предпазливост врзана за името на Бојко Борисов и дали Бојко Борисов се плаши за својот живот? Ако ми дозволите една мала индискреција. Сум снимал веројатно со преку 100 премиери на држави председатели и министри за надворешни работи. Сега со вас ми е трето интервју. Го снимаме сега ко лидер кога сте на опозицијата. Ваква охрана, вакво обезбедување, јас не сум видел. Значи, функционира кај вас ко швајцарски саат. Тоа покажува две работи. Или сте многу организиран човек, многу опасен човек, или сте многу исплашен човек за вашиот живот. Многу организиран. Не сте ли исплашен? Втор пат ве прашам. Бидејќи со толку убиства, со толку непријатели направени во кариерата. Оддавна јас сигурно мирно не би спил. Многу мирно спа, защото винаги сам гледал да е истината и правдата и сам се оповавал на закон. Винаги. Каков е рецептот? Сте биле телохранител и за 15 години сте станувате... Бил сам доктор на науките. Ето, не го знаеме, дека сте биле доктор на науките. Като четеш едното, знае и другото. Инженер, доктор на науките. Ова другото е попикантно, да ви кажам. Понеже е попикантно, и прво доаѓа во очи. И како телохранител сте станали премиер на Бугарија? Инженер и доктор на науките как става? Бугарија сигурно има 10.000 инженери. Па никој од нив не станал премиер. Никој од нив не го чувал Тодор Живков. Никој од нив не го чувал царот. Никој од нив ги немал тие комуникации. Заштото сам поумен од тях. Прв секретар на МВР со 144 убиства. Пазете, Данилија Павлов, кој тееше 7-8 милиарди долари. Но и многу раскрити. Убиени у ваше време. Не, убити по времето когато друг е бил премиер. Аз носа главен секретар. Сега знаете ли името на главния секретар? Сега не го знам. Как тогава мога да ми приписваш по мое време какво е ставало? В една държава отговорността носи премиера. Може за тези 4 години да ме питаш какво е ставало. И за тези 4 години няма нито един магистрален грабеж, с един убит грабежаджия, няма отвличания, едно поръчково убийство. Затова нося отговорност като политическа партия и премиер. А какво са правили тройната или двойна коалиция, когато съм бил главен секретар, съм бил един обикновен работник на този пост. 20 главни секретари са минали. Айде да ми изброете името. Айде да ми изброим името. А министър кой е бил по това време, когато съм бил главен секретар? Той е началника на МВР. Аз съм бил началник на МВР. Аз само съм координирал служби. 2005 година снимам со вас интервју. Тоа сте главен секретар на МВР. И ве замолувам да ми покажете каде е куќата, каде е убиен Андреј Луканов. Барате делот со работниците ваши, не можете да најдете, го палите джипот и ми носите пред куќата вие лично, кај што убиен Андреј Луканов. Тоа го немав до сега видено. Јас така го знам Бојко Борисов. Сега слушам дека тој Бојко Борисов, ова власт планира да го апси. Да го направи истото, бидејќи сега се води некој судски спор против вашиот најблизок соработник Цветан Цветанов за некое прислушкување кога е министер на полицијата и вела дека едниот крак може да стигне и до вас и дека оваа власт, ова тројна или четворна власт во Бугарија планира да го стави во затвор Бојко Борисов. Може ли Бојко да го видиме од таа страна? Не. На решетките? Не може. Защото винаги съм действал в рамките на закон. Винаги и съм направил само хубави неща за България. Винаги. И кој ви е противник во Бугарија? Кој е тој? Кој е мозокот на сите овие операции против Бојко Борисов? Всички тези, които са пречели да се построят магистрали. Всички тези, които са откраднали спортните зали и са ги приватизирали. Всички, които от детски градини направиха частни имоти. Всички тези, които им спряхме грабежа. Всички тези, които по 200 милиона година евра губят от посредничество за газ. Ми айде за 20 години по 200 милиона. Колко прави? Колко прави?
Бојко, 4 милиарда. Дали толкова прави? овие Балкани 4 милиарда за 20 години се взимали од това. И аз им го спирам. Ще ми изкарат и Куклос Клан ще ми изкарат за толкова пари, за да си ги върнат пак. Нека да гледаме фактите. Човек, който е зависим, никога няма да го направи това. Защо ще го прави? Защо ще го прави? Ще се разбера с тях, ще живея мирно. Защо си залагам главата? тоа бе прашувам. Колко ви е сигурна главата? Защото овие Балкани, всичко това, което съм направил е полза на хората. бидејќи овие Балкани имаат многу црни искуства на тој план. Джинджич, Киро Глигоров, Луканов кај вас. Сите луѓе кои не игра по правилата на играта. Многу лошо завршува. Нашите правила са евроатлантическата общност и ги спазваме. Ама таа евроатлантичка општност, што ја велите главата, нема да ви ја спаси. Ако некој реши, поради велите 4 милиарди, па кој ќе ставиме тука цената на струјата, цената на нафтата, нуклеарките, градење да остава да грабат народа, за да си паза главата, това ли ми казваш? Па сега видите, глава си е глава, народ си е народ. Кој ќе Народот да спиете со главата, не со народот. Народот е поважен од една глава. И това, аз много отдавна съм си служил главата в торбата, за да е добре хората. Цяло лято, като пътуват хората към морето по магистралата, Тракия, знаят, че сме направили ние. Като направиме сега Струма, да ходят до Солун, хората знаят кой го е направил. Господине Бојко, това ми е важното. Всичко друго минава и заминава. Кај ќе ве гледаме за 2 години? Каде ќе го гледаме Бојко Борисов за 2 години? Овде во оваа канцеларија, кој лидер на опозицијата, во премиерската канцеларија, во затвор, или не дај Боже најцрните сценарија ќе се може реализираат? Само Господ знае. Само Господ разполага с това. Тогаш јас посакам да бидете во многу добри односи со Господ. И среќа ќе ви треба. Затова толкова много църкви и манастири сме построили, ремонтирали, над 220 за тези последните 4 години. Над 220 църкви и манастири. Защото е важно Господ да е с нас. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија, почитувани гледачи. Правиме втора пауза за реклами, се враќаме за неколку минути да објавиме емисијата. Центар сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Се надевам дека уживавте во интервјуто со Бојко Борисов, имавте што да слушните. Тие што ја пропушти емисијата, репризата, гледајте ја во недела, 14 часот и 50 минути на Алсатем телевизија. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.